Имунизацијата е процес кој што започна уште со самото раѓање. Значи, уште првите 24 часа бебенцето прима вакцина, тоа е вакцината против туберкулоза, БСЖ, а потоа и против хепатит Б. Во подоцнежниот период следуваат вакцините кои што се поливалентни вакцини, со повеќе вакцини, кои што се вакцините против дифтерија, тетанус, пертусис, хемофилус инфлуенца тип Б, ротавирус, пнеумокок, а во подоцнежната возраст и за МРП, морбили рубеола и паротит, како и сега имаме и вакцина против ХПВ, која што е исто така задолжителна и е продолжена возраста на вакцинација, сега се спроведува до 18 годишна возраст, односно до завршување на средното училиште, и е задолжителна и за момчиња и девојчиња, што е новитет, претходно беше само за девојчиња. Вакцинацијата е една систематизирана активност, за која што се води уредна евиденција, која што е во хартија на електронска форма, и таа евиденција ја водат здравствените работници во ЈЗУ Здравствен дом Струмица, кој е носител на вакцинацијата. Уште еднаш да напоменам, значи вакцинацијата е бесплатна и задолжителна. И согласно календарот на вакцинација во строго определени интервали, еве ова нека биде и апел до родителите, навремено да си ги вакцинираат своите деца, и со тоа тие ќе допринесат тие да развијат јак имунитет, а со тоа ние како општество да имаме колективен имунитет и да бидеме сите заштитени од многу сериозни инфекции. Инаку да нагласам дека со ова, значи, Здравствен дом Струмица учества не само со докторите кои што се достапни, туку и медицинските сестри кои што ревносно и пожртвувано ја обавуваат вакцинацијата, се достапни за совети на родителите и се достапни да ги разбијат сите догми кои што постојат кај нив за важноста на вакцините. Вакцините се, пак ќе нагласам, значи најбезбедната и најефикасната мерка за јакнење на индивидуалниот и колективниот имунитет.